Иако уште некој месец новата детска градинка во населбата Драчевик ќе направи цела година откако е изградена, таа досега не е ставена во функција на децата од претшколска возраст и нивните родители, најавувано уште пред последните локални избори. Дека ќе биде првиот проект кој ќе се реализира, низината изградба се провлекуваше со години и стигна до завршна фаза во септември-октомври минатата година. Меѓутоа, не доживеа да проработи бидејќи Кочанчани добија градинка, но не и пат до неа. Уште еден проект кој е во фаза на реализација, односно ќе се влезе во фаза на реализација за кој зборувавме и порано, е уредувањето или реализацијата на пристапниот пат улицата Смилевски конгрес до новоизградената детска градинка. Проектот е готов, предаден во одделението за јавни набавки, во тек е отварање на постапка за избор на изведувач. Тоа бара одредени рокови по завршувањето на постапката од административен карактер и по изборот на изведувачот. Сметам дека многу брзо ќе можеме да ја пуштиме улицата, а во исто време да создадеме услови за пуштање во употреба и на градинката. Дека во Кочани речиси секој објект се гради бавно и со потешкоти потврдува токму примерот со детската градинка, за чија реализација на претходната власт требаат 4 години да ја доведе во завршна фаза. Нелогичниот редослед на нештата го пролонгира нејзиното пуштање во употреба за уште една година. Може би се би било прифатливо доколку во меѓувременни зградови и села во државата не се изградеа и поголеми и помодерни поголем број градинки. Инаку Кочанската градинка се најавуваше како една од најмодерните во државата, проектирана на 2 нивоа, со вкупно 6 занимални, дистрибутивна кујна, 2 заеднички, така наречени дневни соби, поврзани со тобоган. Таа со пуштање во функција ќе биде од отворен тип со можност за поширока комуникација меѓу децата и за поттикнување на нивната креативност. Во игралиштето ќе има ринги шпил, јажења, ѕидови за качување и тактилна патека. Објектот ќе има најсовремена фотокаталитичка фасада, која ќе дава ефект на 40 дрвца и ќе го прочистува воздухот во околината од смокиот загадување.